Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓорѓиевски денеска уапсен во рамки на истрага за финансиски злоупотреби во федерацијата. Според информациите, паралелно се вршат притраси на повеќе локации, а неофицијално приведени се и неколку негови соработници. Апсењето следува 6 години по кривичната пријава што Управата за финансиска полиција ја поднесе во 2020 против 11 физички и 14 правни лица, осумничени дека преку фиктивни фактури и други незаконски действија ја оштетиле Фудбалската федерација за околу 2,4 милиони евра. Ѓорѓиевски се сомничи дека во 2019 зател данок на добивка и на грбот на државата заработил над 1,6 милиони денари. Меѓу приведените неофицијално е и Олгица Младеновска, која била задолжена за финансиите во Фудбалската федерација. Ѓорѓиевски беше на чело на федерацијата од 2012 до 2018. Истрагата пред 6 години уфати сомнежи за злоупотреба на службена кредитна картичка, фиктивни фактури за услуги и стоки кои никогаш не биле испорачани, како и перење на пари, злоупотреба на службената положба и злосторничко здружување. Надлежните институции за сега не откриваат повеќе детали за денешната акција. Акцијата е резултат на повеќе годишна предизрачна постапка за Фудбалската федерација на Македонија спроведена од истражители на Истражниот центар при ОЈО-ГОК и УФП. Повеќе информации за предметот ќе бидат соопштени во текот на денот по завршувањето на действијата што се преземаат. Ова е второ апсење во Фудбалска федерација. Во април годинава беше уапсен и екс-председателот на федерацијата Муамет Сејдини под сомнение дека проневерил околу 700.000 евра, средства што Европската фудбалска организација ги доделила на Фудбалската федерација за градежни работи на стадионот во Охрид.